Добро вечер на сите. Би сакал да ви се заблагодарам што дојдовте денеска да отвориме 16-тата последователна бизнес лига на Македонија. Дел од екипите се јавија, има веројатно низ град нешто се случува, па не може да стигнат, но бидејќи директорот брза да стигне на некој настан, па ние мора да продолжиме со оваа пресконференција. За почеток би сакал да му дадам збор на директорот на спортскиот центар Борис Трајковски, па после ќе се навратиме околу точките кои треба да ги поминеме денес за овогодишната бизнес лига. Повелете, директор. Фала ти, Младен. Пред се сакам да им се заблагодарам на дечки од цела екипа што е вклучена со години веќе тука во бизнес лига, особено на Филип и на Младен, кои што очигледно многу добро си работат и како што кажа веќе е 16-та година поред како се одржува ваква бизнес лига, би рекол, која што едно што има континуитет, а друго што има и квалитет. Мило ми е што ете минатата година ние како спортски центар Борис Трајковски учествувавме и колку толку придонесовме да направиме нешто и ние во однос на лигава, да изиграме некоја утакмица. Оваа година ќе поштедиме, нема да не гледате. Затоа што има подобри екипи, се шалам, али навистина беше прво искуство минатата година. Оваа година знам дека ќе биде уште подобро, со Младен секојдневно комуницираме и се гледаме и знам колку енергија вложуваат во овој проект. Така што само ќе им посакам уште една среќа и во оваа 16-та сезона и се надевам дека ќе трае уште долго и долго, само најдете помлади више да ве одменат вас двајца. Другото се окей, ви посакувам среќа на сите екипи, нека победи најдобрата. Јас би сакал прво да се осврнам околу системот на преварување. Знаете дека прошлата година имавме голем број на екипи, тоа беа 30 екипи, и во консултација со голем дел од вас одлучивме да го намалиме бројот на екипите. Би сакал во оваа прилика да им се извинам на компаниите кои не успеавме оваа година да ги вклучиме во бизнес лигата. Се надевам дека следната година ќе бидат дел од истата. Оваа година бизнес лигата ќе има 25 компании, и тоа екипата на Евана, Систина, Лукойл, Темато, Окта, Вајкики, Фабрика Карпош, Киел, Алкалоид, Ованхол, Елем, А1, Стопанска банка АД, Кромперт Шуберт, Тиквеш, Макстил, Нетсетера, МРТ, Халбанка, Атланти Груп, Уника, Алмај, Матрикс, ТАФ и екипата на Левар. Околу система на преварување. Минатата година игравме во две групи и тој систем дел од вас не го прифатија добро, иако беше на ваше барање, се покаже како не толку соодветен за овој тип на преварување. Од една едноставна причина, бидејќи ние сакаме да превладува ферплејот и на секоја екипа да му се даде шанса да стигне до завршната фаза. Оваа година имаме еднокружен систем, секој со секого. По завршување на еднокружниот систем, секој со секого, првите 4 екипи одат директно во финалната фаза, а од 5 до 12 место вкрстуваат по систем 5 и 12, 6 и 11, 7 и 10 и така натака. Значи, победниците влегуваат во Final 8 горе, сите добро го знаете завршниот турнир, од Final 8 влегуваме во Final 4 и го добиваме победникот. Ова го правиме, знаете и сами, за да секој има шанса да стигне до шампионската титула. Оваа година, како и минатата година, Горска вода е со нас. Таа е задолжена да го освежува во текот на преварите. Се надевам дека се надевам дека ќе го продолжиме соработката со Горска вода и следната година. Ние сме Горска вода е општествено одговорна компанија која секогаш стои зад вакви проекти и ја користам оваа прилика да им се заблагодариме. Би сакал да напоменам како и секоја година, така и ова би ве замолил поточно
ферплејот да биде на првото место, резултатот да го оставиме на второто место. Да ја сватиме суштината на бизнис лигата, затоа што сите овде сме дојдени за да се забавуваме и нека биде спорт, забава и рекреација, како што е мотото на самата бизнис лига. Дружбата и пријателството, знаете и сите вас, овде никогаш не изостанувале, овде се изродиле и нови бизнис контакти и нови пријателства, така да ние сме овде више како една фамилија, сите се знаеме добро и се надевам дека така и ќе продолжи. Ви посакувам на сите успешна сезона, нека победи подобриот, а доколку вие сега имате било каков тип на прашање или предлог, ние сме тука да ве сослушаме и да го разгледаме заеднички предлогот. Затоа што сепак на крајот на краиштата ова е ваша лига, а не наша. Вие ја креирате. Има доста нови компании, па ако од нив некој нешто не му е јасно, може слободно да. Накратко само ја сум, пошто сме долги години веќе овде се знаеме. Ја мислам дека фер плејот овие уназад години беше окей све. Беше претежно се даде поише на спортувањето, големи пријателства со луѓе, вака што не сум се знаел, се шири пријателството и би замолил за тие екипи што се тука или што не се, да го почитуваме распоредот и некако да имаме што помоци одложени или поништени такмици добиени со 3-0, што автоматски се губи смислата на самиот систем на натпреварување. Така, ние последните 3 утакмици не ги изигравме, дали од некоја причина, што немаат више некоја шанса или не знам што, битно е да се дружиме, така. Значи, најголема моја забелешка е таа. Практички го изгубивме најдобриот стрелец, затоа што 3 кола не можеше да игра и да биде најдобар стрелец. Тоа е само на кратко и би пожелал сам успех на сите, едва чекам да дојде понеделник. Оваа забелешка ви е на место и ја би апелирал. Затоа има голем, затоа има простор за што повеќе надпреварувачи вработени да има во екипите и да се ротираат. Ја би апелирал само забелешката е на место, затоа и го даваме распоредот од напред. Ние сите го имате нели распоредот за цела полусезона, па би ве замолил да се придржуваме кон тој распоред. Затоа што и нас ни отежнува во понатамошниот дел на надпреварувањето кога имаме одложени утакмици. И онака сме тенки со термините, би ве замолил да се придржуваме кон распоредот. Сега доколку нема прашања, би ве замолил за уште една работа по завршување на нашето излагање, да останете тука, чисто само да дадете кратка изјава, која ние ќе ја искористиме во нашиот YouTube канал. Поверете? Ја ми предложил во едно полувреме, доколку има повеќе од 5 фаули, секој нареден да биде пенал од 9 метри, со тоа би се намалиле фаулите и би се зголемило ферплејот. Предлогот ви е на место. Ова више го пробавме на почетокот, мислам дали првата или втората сезона, луѓето кои се овде знаат. Проблемот настанува кога после третиот фаул секој додир лежат. Не можеме да ги станеме по 5 минути, симулираат фаул. И тука наидуваме после на голем проблем, беше фаул, не беше, после третиот фаул се стопира играта нон-стоп, значи па ја, па чекај, па фаул беше, па пак, па враќаме, па гледаме, знаете и дека има сега баш за тоа, за грубата игра. Воведовме и VAR систем, што е реткост во Македонија, и сега се со цел да биде fair play. Како и да ја гледаме ситуацијата, едни ја гледаат на еден начин, други ја гледаат на друг начин. Сите ние ја гледаме со очите кои нам не одговара. Затоа го имаме VAR системот да покаже, да каже што е исправното во тој момент. Да, се слагам. Меѓутоа, лани финалето, мислам дека имаше доста груба игра. Така е. Така, секој 4 минути имаше. Ја да се надополнам, значи ние имаме такмица, 25-30 фаула имаше противничката екипа против нас, ние имахме 3-4 и судијата Симе не е тука. Повеќе знаеш дека ќе го критикуваме. Не е толку грубо, али она е јако, знаеш, она не викам дека е балет, али да се внимава, значи имавме тројца повредени играчи што не играа до крај. И Боже ми на место е тоа и вика, нешто ми рече Симе, па правите и вие фаулови, вика.
Беше малце... Затоа е Симе. Затоа се и веќе како поддржав, се веќе касно деневник почнува, за треба да се навикнуваме малце на дали за уиднина нешто да се направи. Може да го ставиме како точка на гласање за едната година, се собереме сите по завршување на следната сезона и да го изгласаме. Доколку го изгласаме, да. Ние немаме ништо против. Управо си да нека Гоце, слободно. Не. Слободно? Да. Ти купи се станал двама од кај каза го ти се си чутиш. Пријателство. Добре, само околу фулите, за пример, на одредено утакмици има мислам добри екипи кои играат и такво е темпото на играта и малку се зострои. Поголемо внимание да врнуваат Симе. Се слагам. Навреме да спречи да ескалира нешто, да разбираш. Ние 100% сте во право. Разговаравме. Само да се надополнам. Добро? Ја на моменти гледам, нема да ме критикувате. Не. И секој утакмица игра. Знам дека им е досадно на некој начин, че седат на ова и баш им е под наводници гајле, што се дешава на теренот. Така е. Водиме 5-1, Така е. викам свири пенал, човече пенал, ајбе водите 5-1. 5-5 ни значи, што правиме? Значи, некако ноншалантно, ако веќе судиш, суди. Така е. Разговарам. И чекај, само и за вар. Значи треба некое правило да видиме кога да бараме вар. Некако секој ова вар, секој него да се знае кога се бара. Или судиите треба да одлучат и дали капитенот или некој од нас како ова што сме на клупа треба да побараме и да че ни се припада. Обично бараме само кога е многу специфична ситуација. Сега спорна. Да има голем прекин во играта. И не бараме, нели, знаете и сами, не бараме вар за аут или за бараме само кога е специфична ситуација. Дали имаме право ние како тренери или не Секако. да побараме еднаш кабар. Секако. Ние да побараме. Еве, го ставаме тоа. Дали се слагате, мислам, Ајде вака. тренерот има право да побара. Еве да го ставиме на гласање од одма. Нека биде. Дали се слагате дека представникот на екипата или тренерот има право да побара еднаш вар во едно полувреме, зборувам, така? Едно полувреме. Така е. Дали, ајде да го ставиме на гласање. Кој е за? Јас сум за. Добро. И она другото судиите кога не се ова да одлучат сами. Добро. Тоа е прифатено. Нема никаков проблем, значи го решаваме. Што се однесува до судиите, забелешката е на место, разговаране со Симе пред почеток на сезоната, максимално сериозно да пристапи без оглед на резултатот, затоа што ние сами говориме дека овде резултатскиот императив не е клjuč. Но сите идеме тука да се забавуваме, така да ги одработиме професионално утакмиците, без оглед дали е 5 или 10. Кога си веќе влезен во надпреварот, сакаш да победиш. Така е, така е. Разлика кој како што. А стварно сте на добар за финалето, беше страва и ужасно. А видете, сите знаеме дека и оваа година, која ќе се влезе во нокаут завршна фаза, утакмиците нема да бидат. Ама треба да се внимава тогаш, така е главен. Одмах, по да биде како што да се одма у старт, да се знае кој е главен. Да наметне критериум, сака да кажете, да. Не, мислам не е тука Мак Петрол ете слушал нема да игра, тој тројката што им игра, он е погибелно игра. Не знам да. Да. Нас 3 пати го исклучат. Дека не го исклучиле судиите. Ама игра погибелно. Може да скрши нога на некој. За тоа и го кажавме тоа. Пред се сме овде да се забавуваме, најлошата варијанта е ние да дојдеме овде да се повредиме. Така. Сите не живееме од фудбал, него сите одат на работа, така да забелешките се 100% на место. И ова што го кажавте со фауливе, по завршување на оваа сезона, бидејќи ден за ден не можеме да донесеме таква одлука за фаулите, али по завршување на оваа сезона може да направиме одма состанок, ако го изгласаме, јас сум за, нема проблем. Може плей-оф да биде. Нема проблем, само да седнеме да го изгласаме. Да, за плей-оф да биде може. Затоа што тогаш се игри повеќе фаули. Океј. Ако еве, бидејќи вака можеме да направиме Иво да ве стави во мейл група пред плейофот да гласаме. Ако го изгласаме, одиме така. Немаме никаков проблем. Да. Најдобро е за играта.
Се слагам. Одма у старт нека се знае, зашто? Би сакал да тие што ќе бидат во плейоф да си го. Нека не обавести нека преку мејл. Да, не е така, да. Да се изјасниме во рок од Не е 10 така. дена. Може. Нема никаков проблем, може. Плейофот да биде со 5 фаула или 6 Не, добија ќе го во право е ристе плейофот е во мај месец, така да имаме до нова година се изјасниме. Или до нова година. Да, немаме никаков проблем со истото. Нека се истопи снегот. Така да, не треба да симулира Скичу. има тоа пета фаули. Добро. Некако го сака нека симулира, ако не е фаул судијата, да продолжи дека симулира. Знаете кај се појави проблемот? Он како симулира, нели? Паѓа. И станува клупата па реагира и си има прекин. И сега тука почнува више. Беше, не беше, па тој лежи, па и тоа се Сега има вар. па ама тогаш утакмицата ќе трае саат и пол. Ќе ги гледаме секој мал удар, ќе се санкционира секој мал удар, ќе треба вар да гледаме. Ја мислам че се дигнува пузо. Ќе празат како сте. Коцка? Не, околу... Аха. Кажи слободно. Океј ќе Ти си поискусен, значи можеби најискусен овде. Затоа кажувај. Океј ќе биде во плейофот да биде тоа, ќе има поголем квалитет дефинитивно. Супер. На да речеме во Final Four или она елиминација база. Да, нека биде и од одма. Кој ќе почне Не, зборам од одма во плейофот. Тие 4 кодат горе, овие Елиминациите кои ќе бидат, ќе има подобра квалитет. нема проблем никако. Може одма да го направиме тоа. Ќе знае дека на петиот фаул, на шестиот ќе има пенал, значи кој да ќе се пази. Ако, окей, може. Дека мислам нека почне од одма. Овие 4 што судат директно, судат директно. Окей. Овие од 8 до 12 што разиграваат може да биде. Нема проблем. Окей, прифатено, нема проблем. Ајде ништо, да го изгласаме уште овде. Ајде да го ставиме на гласање. Кој е за во плейофот со 5 фаули да Сега 5 или 6 одлучите вие. После петиот слободен удар. 9 метри. 5 да Окей. биде, 6 да биде така. Као што се Окей, правилото. готово. Тоа си е стандард. Добро. Сите. Со мнозинство, окей. Ама овие од Леоран шестина се мада. Сите гласа. Окей, ама тие гласаат и зовеш од алкалоид што не може да стигна, што се блокирани. Така Рики. Им јавуваат на телефонот веќе на аукција. Може. Може да ги прочиташ новите екипи кои се или тоа ќе ги видиш. Не. Може. Како да не може? Алкалоид, МРТ, како Новите, МРТ, Леоран, Алкалоид, Кил, Темато, Вајкики се враќа. не, Вајкики си е, они бе прошта година. Алмаен. И Алмаем. Јалма. Значи, оваа година можевме да броиме поише од 30 екипи. Сега кажав уште на почеток, стварно им се извинуваме на компаниите што не успеавме да ги вметнеме, но ако ги вметневме, знаете и прошла година што се случи. После системот на надпреварување се разводнува, не знаеме, едни сакаат плейоф, едни плейаут, едни испаѓање, тоа стана шоу, не можеме, да, не може да се заврши сезоната. А и трае долго, да се разбереме. Така да Мислиме дека ова е правиот формат. Екстра. Да, Екстра 25-6. да, проверена работа, што ви рекол Гоце, да. Ова од се држи, ова е проверена работа, више колку 15 години вака си игра само една. Добро, и 18, нели 20, еден период. Последниве години. Тоа беше идеално. Идеално Со беше. 19 екипи е идеалниот формат за лигата. 19 екипи е формалниот идеал за 20 екипи, 19 колку. Така е. Тоа беше. Да. Тоа беше, но сега стварно имаме компании кои се со години со нас, како би им Треба кажале. испаѓање да направите. Иако кажа друг начин, али. Така, ништо, ви се заблагодарувам. Поверите? Дали може првата да почне од 7 и 10? Така почнал. Па да, може. Имаме проблем со мрежата е вани. Добро. Одбека и гледат девојчињата. Лани ќе се степа со тренот, не знам која екипа беше. Нема проблем, може 15. може 7 и 10, но би ги замолил. Имаме време да... Да, но би ги замолил да доаѓаат во 7. Да си доаѓа да не влекуваат. Да, окей, подобро така да го дефинираме, така. Да, во 7, а во 7 и 10 Како ќе делува. биде, колку ќе се играат утакмици едно 3? 3 се игра 3 понеделник, 3 вторник, 3 среда и 3 четврток.
терминот од 10 до 11 го повлекувам. Бидејќи и за тој термин знаете и сами, за тоа и го намалуваме форматот. Баш за екипите кои не доаѓаат од Скопје беше голем проблем. Значи стварно голем проблем. Луѓето завршуваа во 11, додека се истушира, тоа е 12, додека стигне во Охрид, тоа е 3 сата надвечер. Супер четвртак. Да. Така да во 10 сат сме сите готови. 7, 8 и 9, така е. Така е. Уште еднаш би ве замолил за кратка изјава по завршување на. Ја и он се зборевме практички. Да, обавезно. Ува си е тоа. Имајте успешна сезона, ви посакувам на сите добра игра, нека победи подобри.